Аграрот е секако без сомнение примарна стопанска гранка во нашиот регион и во нашата општина и во целиот Струмички регион, од која екзистираат многу граѓани. Поради тоа секој настан и секој ангажман, секој новитет и позитивна мерка во функција на развојот на земјоделството се повеќе од добре дојдени. Подобрувањето на квалитетот на производство само по себе подразбира подоходовен аграр и се разбира позадоволни земјоделски производители, па затоа сите директни и индиректни ангажмани на повиканите чинители во општеството и заедницата мора да бидат насочени во правец на исполнување на таа цел. Иако земјоделието не спаѓа во оние дејности кои директно се под ингеренција на единиците на локална самоуправа, сепак умешноста во менаџирањето со општината може да создаде поволни услови за унапредување на земјоделството и подобар квалитет на животот во руралните средини. Токму од тие причини и општина Струмица во својата стратегија за локален економски развој за 2016 до 2020 година го позиционира земјоделството како втора од 5 приоритетни области после економијата и инвестициите. Згора на тоа, во таа стратешка цел нотирани се најголем број активности кои општината ги прави и ќе ги прави во периодот кој следува. Од тие активности вреди да се издвојат анализа на квалитетот на животот во руралните средини, продолжувањето на гасоводната мрежа до земјоделските површини и пластеници, подобрувањето на условите на зелените и источните пазари во општината, административна помош на земјоделските производители, едукација на индивидуалните земјоделски производители за користење на стандардизиран семенски и саден материјал, промоција на можностите за органско производство на одредени земјоделски култури, чистење на речните корита на територија на општина Струмица и подигнување на капацитетите на индивидуалните земјоделски производители за едукација и обуки од експерти од оваа област, а во функција на искористување на средствата од европските пристапни фондови од ИПАР програмата. Целта на тие активности е подобрување на условите во руралните средини за развој на земјоделското производство за над 30% од постојните показатели. Се разбира, тој процент ќе биде и поголем кога таквите зацртени активности од нашата стратегија за локален економски развој ќе се накалемат на стратешките политики кои ги спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а секако добре дојдени се и дополнителни проекти, како што е и овој Агритеч проектот кој е предмет на денешната презентација. Искрено се надевам дека нашата заедничка цел за напредно и прогресивно земјоделство ќе биде остварена на задоволство на нашите сограѓани кои што екзистираат од аграрот. Ви благодарам.